Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општината ги награди пожарникарите со 900.000 денари за пожртвуваност во гасењето на пожарите ова лето. Откупени 11 милиони килограми тутун. Со оваа динамика за една седмица завршува откупот. На селбата Жабино мало денеска, а утре Прилеп ќе го одбележува патрониот празник Свети Никола. По повод патрониот празник денеска изложба на икони Благовестие во бои. Времето денеска утрово појава на магла по котлините, а преку денот сончево. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Откупот на тутунот течи во нормални услови и интензитет. Денеска во радио што се гледа на оваа тема министерот за земјоделие Цветан Трипуновски. Повеќе на оваа тема читајте на нашиот портал www.radiopela.mk. А сега да погледнеме што изјави министерот во нашата програма. Мораме да работиме да го задржиме квалитетот на тутунот. Јас сум среќен што оваа година на вистина реколтата е со одличен квалитет, меѓутоа она што го планираме веќе во наредниот период е како системски да ги подобруваме сите пропусти кои што ги има моменталниот закон или процедурите, така да мислам дека она што планираме да го направиме во наредниот период само ќе биде допрецизирање на отворените прашања и од друга страна ќе значи затварање на сите нејасноти кои што во изметиот период постојава, се со цел да, повторувам, биде на задоволство и на тутунопроизводителите и нормално откупувачите кои што треба да ги задржиме во Република Македонија. Мислам дека е повеќе од позитивен показател дека навистина тутунопроизводството има иднина во Република Македонија. Во делот на намалување на реколтата, знаете дека еден дел има вина и нормални климатските промени кои што си го прават своето, меѓутоа и она што беше изминатите години проблематичен откуп, намалени цени, немање рентабилност, доведоа да еве денеска имаме речиси преполовена реколта. Ако видите, минатата година беше околу 15 милиони килограми, сега се очекува 17, а десетици години пред уназад имавме некаде реколта од 25 до 30 милиони килограми. Значи, апсолутно мислам дека оваа гранка треба да опстане и ќе опстане во Република Македонија. Ние ќе направиме се како држава, како влада, министерство за да остане оваа гранка и понатака да екзистира, односно да екзистираат земјоделците кои што одгледуваат оваа култура. Председателот на Сојузот на тутунски здруженија Кире Ристевски вели дека тутунот е бренд за Прилеп и Македонија и треба да се обезбеди иднина за оваа култура со законски измени кои наскоро ќе се случат. Важни се субвенциите да точно да успееме да го задржиме производство, значи да си го задржиме, да си задржиме работната сила на полето, да има кој да го работи и кој да произведи. А со самото тоа, чим има кој да го работи и да произведи, значи сме добиле економски бенефит. Значи ни се исплатил тутунот како нас, како производители и откупувачите. Тука си го најдува и државата својот бенефит, ради тоа што со извозот на тутун и државата има добар економски бенефит. Така да јас мислам дека треба да продолжи на субвенционирањето на тутуну, меѓутоа еве годинава имавме новина, да речеме, се зголеми субвенцијата по површина и зелена нафта. Тоа е за прв пат субвенционирање за тутун производството, значи по површина и зелена нафта. Со тоа да сакаме да потикнеме, значи поголем развој и да го зголемиме самото производство. Советот на општина Прилеп денес ќе одржа 53-та редовна седница. Советниците донесоа едногласна одлука, награда за пожарникарите во висина од 900.000 денари за пожртвуваност во гасењето на пожарите ова лето. Но дискусиите започнаа по првата точка на дневен ред по предлог одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Прилеп за 2024 година.
Советниците од опозицијата бараја одговор за оправданоста од прераспределбата на средствата во буџетот, а камен на сопнување беше одлуката за набавка на возило во висина од 65.000 евра за потребите на градоначалникот, каде советниците од опозицијата бараја одговор за оправданоста од набавката на автомобил по оваа цена. Но во тој отчет градоначалникот како реализиран проект не ја спомна една негова голема капитална инвестиција. Не можам да се изначутам, колеги советници, која е потребавта од набавка на возило за потребите на градоначалникот во вредност од 65.000 евра. Замислете, се врши набавка на возило во вредност од 65.000 евра. Склучен е договор на 6.12. Ова е тој договор. На износ од 3.878.655 денари. Како изгледа тоа возило за кој склучен договор. Ова е возило. Свежи ни се сеќавањата кога цела кампања водевте за тоа што било купено превозно средство, па после видовме кој најмногу го користеше тоа средство. Лошо е сега, навистина, што сега истото го правите овдека во Прилеп. Знаете со какво превозно средство градоначалникот цел овој мандат ги обавуваше обврските из цела Македонија. Значи мораме да бидеме свесни дека безбедноста на градоначалникот и на луѓето кои што се возат со него треба да не биде на највисоко ниво приоритет. Во толкаво истрошено и амортизирано возило, навистина е срамота да се вози еден градоначалник. И ова возило кое што ќе биде обезбедено за сега, нема сигурно да го земи за дома било кој градоначалник, туку ќе остани на располагање на идните поставености кои што ќе видиме како ќе се одвиваат понатаму во иднина. Така да, лошо е, не е вкусно што еве повторно загрезувате на нешто кое што народот веќе види дека го користите само за политички поени, кои што би се враќаат контра. Ќе мора да признаете. А околу тоа што велите дека градоначалникот бега, навистина не е коректно од ваша страна. Денеска жителите од населбата Шапино Мало го славеа патрониот празник Свети Никола, а утре Прилеп ќе го празнува свој заштитник. Градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски ги покани сите добронамерници утре да го посетат Прилеп. Почитувани прилепчани, ве поканувам утре, четврток, заедно да го прославиме патрониот празник на Прилеп Свети Никола. Започнуваме во 8 часот со литургија во црквата Свето Благовештение. Потоа продолжуваме во 11 часот со литија од црквата Свето Благовештение до параклисот Свети Никола во центарот на градот. Во 11:30 пред параклисот ќе се случи водосвет и пререшување на празничниот колач во чест на Свети Никола. Општина Прилеп, како домаќин, заедно со своите јавни предпријатија, ве поканува во 12 часот на традиционален посен ручек со постни сарнички, гравче и риба на плоштадот Александрија. Изложба на икони Благовестие во бои, кој денес беше прикажана пред прилепчани, најде на огромен интерес. Изложбата е во чест на празникот Свети Никола и е под покровителство на општина Прилеп. Значи, прилично тешко е, многу специфична област од уметноста, кај што се бара прецизност, фокусираност, концентрација. Па некаде е прилично голем опус, може да има 3000 икони. Сега и по манастирите, и по црквите, живопис на цит, топлината и нешност. Со византиската уметност ние се приближуваме кон тој духовен свет и доколку ги анализираме. Го анализираме фрескописанието, иконописанието, ние можеме да го забележиме тој спој меѓу материјалното и духовното. Посебно кога ги анализираме фреските, кога именно кога најмногу фреските треба да се анализираат во очите на светците, бидејќи очите се огледало на душата и тоа именно ни не поврзува со надприродниот свет.
Временска прогноза. Времето денеска со утринска магла по котлините, а преку денот сончево. Минималната температура во Прилеп изнесуваше -1, а максималната 10 степени. До петок предплане ќе се задржи стабилно и релативно топло преку денот. Наутро во котлините ќе има услови за појава на магла, особено за време на викендот, кога и дневните температури ќе бидат пониски. Нов влажен бран со врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места у снег ќе започне од петок попладне. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Техничко водство Никола Димески, уредник Гордана Цветановска, продукција Радио Пела, декември 2024 година.